Добар ден на сите. Најпрво сакам да се заблагодарам на домаќините за тоа што денес имавме можност да поразговараме со нив, заедно со вице-премиерот Битичи, директорот на Државниот пазарен инспекторат и секако да ги поздравам собствениците на компанијата Мако Маркет, како и вас, почитувани медиуми и граѓаните. Денес сме во посета на една од првите приватни компании и пионери во областа на трговијата на мало и големо и дистрибуција на производи во нашата држава, Мако Маркет Скопје. Продолжуваме со серијата на посети на нашиот домашен пазар, бидејќи сакаме да го следиме чекорот на нашите компании, да го слушнеме нивниот глас за мерките кои ги предлагаме, бидејќи како креатори на политиките во нашата држава сме дел од нивниот развој. Како и многу други компании, и денешната е дел од стотиците компании кои во изминативе години беа и се поддржани со буџетски средства, со што го модернизираат процесот на нивното производство и станаа уште поконкурентни на нашиот, меѓутоа и на меѓународните пазари. Мако Маркет е компанија која 33 години успешно обстојува преку производство и дистрибуција на познати брендови, меѓутоа пред се преку производство на сопствени производи, колачи, штрудли, полнети колачи, ролати и други сопствени брендови кои што им се познати и на нашите купувачи, меѓутоа и на купувачите во целиот Балкански регион. Денес компанијата, како што разговаравме со собствениците, соработува со повеќе од 2000 клиенти на домашниот пазар и остварува извоз во Албанија, во Косово, Србија, Молдавија, Романија и Црна Гора. Компанијата исто така има амбиции да го прошири извозот на нови пазари и планира нов инвестицијски циклус заради проширување на своето производство. Драго ми е што овде видовме модерен производствен процес, каде што нови производствени линии се инсталирани во период од само 2 години, во кој што и државата има свој удел преку финансиската поддршка која што ја обезбедивме, согласно со Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Она што државата го има помогнато, овој инвестицијски циклус е во износ од 300.000 евра, меѓутоа уште позначено е тоа што собствениците имаат направено своји вкупни инвестиции од над 1,4 милиони евра. Благодарност до менеджментот на компанијата, до вработените, кои што дадоа поддршка на последните мерки кои ги поведовме во однос на пазарните движења во државата и исто така одлучи да ги прилагоди цените на своите производи кои ги дистрибуира и кои се дел од нивното собствено производство за нашиот пазар. Ние како влада и министрите од економските ресори на дело и на терен овде покажуваме што е вистинска грижа за компаниите, не само со поддршка на компаниите, туку и со подготвеност секогаш и секаде да бидеме отворени за размена на мислења, предлози, сугестии. Затоа и сме помеѓу компаниите, заедно со нивниот менеджмент, заедно со нивните вработени, меѓутоа и заедно со граѓаните. И слушаме нивните мислења, нивните потреби и носиме мерки кои што се во полза пред се на граѓаните. Во изминатиот период донесовме низа на мерки за заштита на животниот стандард и за заштита на ликвидноста на компаниите. Преку замрзнувањето на цените на основните прехранбени продукти и нивно намалување преку обезбедување на гарантирана цена на производите, како и со владината одлука за допрецизирање на повластената стапка на ДДВ од 5% за најголем дел од основните прехранбени производи, создадовме солидна основа за да постигнеме инфлација од 5% до крајот на годината. Оваа цел мислам дека е реална и дека е остварлива. Во оваа прилика сакам да повторам уште еднаш дека Северна Македонија има најголема листа на производи со повластена стапка на ДДВ од 5%, а тоа се дури 1650 основни производи кои се користат во најголеми количини и во најголем број на домаќинства во државата. Како влада не го зголемивме ДДВ-то, туку напротив, ние сме држава со најниска стапка на ДДВ во однос на сите околни држави. Само за споредба, Северна Македонија има основна стапка на ДДВ од 18%, додека овој процент во Србија е 20%, во Хрватска 25%, во Албанија 20%, во Грција 21%. И повторно овде сакам да истакнам дека носевме и ќе носиме одлуки согласно движењата на пазарот и нема да дозволиме никој да профитира на сметка на општото добро во време на криза. Затоа и донесовме мерки за да влијаеме и да ги спречиме негативните пазарни трендови.
Во таа насока владата подготвува и предлог закон за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи, со што дополнително очекуваме на намалување на производите за цените за најмалку 10%. Ние понатаму ќе продолжиме да ја штитиме домашната економија и благосостојбата на нашите граѓани, бидејќи нивната добробит за нас е на прво место. Тоа дека инвестициите кои што ги прави државата, меѓутоа инвестициите кои што ги прават приватните компании, како нашите денешни домаќини, покажува дека е валоризирано и од страна на меѓународните финансиски институции и веќе е коригирана стапката на раст на бруто домашниот производ на нашата држава за оваа кризна година во нагорна линија. На крај сакам да честитам на Мако Маркет за успесите и да им посакам уште повеќе да го прошируваат нивниот бизнис на новите пазари. Ви благодарам.